професор Чукалиев, долги години, ако не и деценија зад вас, ја следите проблематиката со климатските промени, предвидувањата и сценаријата тогаш и сега како се одвиваат во кој правец? Дали оди баш како што предвидува или не очекувате оние најцрни сценарии околу климатските промени и влијанието врз земјоделството? Да. Сам повеќе од 30 години работам на темата климатски промени и во овој период, верувате, се промени. Од првите прогностички модели, кои што беа тие глобалните циркулациони модели, па кои што беа многу груби, сега веќе ни се достапни модели кои што ни ги даваат идната клима на километар по километар или на 100 метри. Значи имаме многу поише податоци кои што доаѓаат од меѓународни извори. Не недостасуваат локалните податоци, не недостасуваат приносите наши, не недостасуваат агротехниките, која пресметуваме заштеда на јаглероден диоксид, колку можеме да направиме, немаме наши коефициенти, користиме туѓи податоци, меѓутоа се снаоѓаме. Не е ништо розово. Како што се снаоѓаме ние, бидејќи работиме со хартија, и ние многу полесно, иако состојбите се влошуваат. Сегашните сценарија кои што се актуелни се уште, донесени со петиот акцијски петиот оценувачки извештај за климатски промени, сега јас мислам веќе стари, бидејќи можноста да се случи она што го викаат оптимистичко сценарио, ја не верувам дека постои веќе. Не очекува најверојатно она што се вика песимистичко сценарио или црно сценарио, односно сценарио кое што се случува кога не превземаш доволно, што значи оваа планета не превзема доволно. Ние како мала земја можеме да правиме многу работи во однос на таа митигација, ама мали сме, ништо, ние сме едно микро делче од севкупните емисии. Точно. Можеме да направиме многу во поддршката на луѓето кои што страдаат. Според мене земјоделството е најизложено и најмногу страда. Поради тоа што земјоделството има сериозен дефицит на капацитети. Ние мораме да им ги изградиме капацитетите на луѓето. Без капацитети, без знаење, без опрема, како очекувате дека они ќе се носат? Вика, помага ако ставиш заштитна мрежа. Не може да ја стави. Дури тие 50% што ги финансираат или не знам, не може да ја стави. Значи, потребни се и тие, не само знаењето ќе го пренесат оние кои што се задолжени за тоа во земјоделството. Знаете како иде од академија кон службата за унапредување на земјоделството и тоа знаење може да дојде. Има начини како доаѓа. Парите не доаѓаат така. За жал, земјоделците заработуваат се помалце, нивните приноси и приходи се намалуваат, бидејќи едно да речеш, се намали приносот, парите му се намалива на земјоделецот. Тука е проблемот. Не може да инвестира во ништо. Без сериозна поддршка во тие адаптацијски мерки не можеме да очекуваме дека они ќе опстанат, а со нив ќе загубиме и руралната средина. И мене, ако ме прашате, ја длабоко верувам дека мораме да им ги изградиме капацитетите. Замислете, ќе градиме ние систем за рано јавување. И што ако ја знам 10 дена пред да ми измрзне овоштарникот, дека ќе измрзне, ако не ми дадат да набавам греалки, системи, кои што ќе ме заштитат од мраз, само 10 дена повеќе ќе се секирам. Значи, мора да ги опремиме, мора да им дадеме знаење, па после да очекуваме резултати, а не да почнуваме од горе надолу или па, како што многу често правиме, да почнуваме стално од нула. Батали, земјоделците не успеавме, ајде сега истото. Па знаат дека ќе има климатски промени, не треба да им повторно да им збориме истото. Треба да инвестираме во нив. Земјоделците се факторот кој што ќе го одржи земјоделството. Без земјоделци нема земјоделство. Видовме некои од интересните презентации и согледување, да речеме, ќе има повише сончеви денови, ќе растат растенијата побрзо, ама искористеноста останува пак. Лимитирачките фактори многу ќе не ограничи. Да, точно така. Значи, тоа се основи на
земјоделството поставено уште ми се чини и во 19 век, ако не и порано Ливик, вика приносот е лимитиран од факторот кој што се наоѓа во минимум и не може тој фактор да се замени со ниеден друг, значи ако недостасува вода, не можеш да ставаш азот и дека ќе го решиш и кога ја имате таква та состојба, вие стално ќе имате нешто што понатака ќе ве ограничува. Денеска слушнавме една дискусија. Вика, нон-стоп наводнуваме, а им страда лозењето. Па сигурно страда од висока температура, не е факторот вода, веќе се појавил друг фактор кој што го ограничува. Бидејќи кажава дека имале 60 дена температури над 40. Фотосинтеза не работи на таа температура, за жал. Мислам, многу намалена. Така да, ова е стварно нешто што е од значење, дека ние во моментов работиме со најважниот фактор, па денеска сите зборувава за наводнување, меѓутоа ќе дојдат на ред и останатите фактори, кои што се уште доволно не ги познаваме, можеме да претпоставуваме, моделираме нешто што ќе биде, ама ние во моментов не можам да ви кажам како тие температури и понатака ќе се одразуваат и на другите култури. Ова беше винова лоза, другите можеби и поосетливи се. Денеска многу интересен настан организиравте со земјоделците. Која беше целта, идејата за да се покрене ова прашање? Националната федерација на фармери го организира денешниот земјоделски форум за климатски промени, кој што е поддржан од страна на Шведска и Шведската организација за развој ВИЕФЕК. Всушност, иницијативата за организирање на еден ваков форум произлезе со заедничката средба и состанок која што ја имавме со министерот за земјоделство Цветан Трипуновски, да видиме какви се реално состојбите на терен преку соодветни анализи кои што беа направени од стручната фела, тоа се професори од земјоделски факултет и исто така вклучени се и маргинализираните групи. Уште една анализа дополнителна беше направена од професорка од факултетот, од филозофскиот факултет. А насоката е всушност голем проблем е, навистина катастрофа е она што ни се случува и ако не се свестиме да преземаме соодветни акции, реално земјоделството ќе се соочува со намалување на приносите и уште поголемо иселување од руралните заедници. Значи голем проблем за земјоделците и ова што го видовте од форумот се наводнувањата, прилагодувањето и адаптациите кои што се потребни на новата клима, тоа е што митигација и прилагодување на земјоделското производство за кој што се потребни дополнителни поддршки, но реално и потребно е градење на стратешки документи и политики каде што основен акцент и на Министерството за животна средина, каде што мора во тие планови, во тие стратегии посебен акцент да се ставаат и на руралните заедници, поготово на земјоделството. И реално невладиниот сектор и институциите, многу е важно, тоа беше еден од заклучоците, многу е важна соработката за да можеме да се справиме на новата клима која што реално прави големи проблеми за цело население, вклучително и за руралните заедници.